Општинската администрација во локалната самоуправа на Кочани е приморана да го запре објавувањето на измените и дополнувањата, односно ребалансот на буџетот за 2017 година, а за што гласаше мнозинството во Советот на седницата што се одржа на крајот на август. Државната комисија за спречување на корупцијата не даде зелено светло на донесената одлука, оценувајќи дека има законска пречка во изборен период да се донесуваат измени и дополнување на буџетите на општините. Мислењето било добиено откако е испратено барање од општината до комисијата за тоа дали може да се изврши пренамена и проширување на буџетските средства за оваа година, а што би се искористиле за покривање на трошоците за одржување на референдумот околу бегалците. На седницата на Комисијата за финансии и буџет, на која меѓу другото се разгледуваше решението што го донел градоначалникот за повлекување на одлуката за ребаланс, беше речено дека се работи за непотребно трошење пари, што би можеле да се искористат за други намени. Нема да дадам поддршка на проширувањето или измената на буџетот на општина Кочани, затоа што сметам дека тие 500.000 денари постојат сигурно повеќе од 100 попаметни начини каде може да бидат искористени овие средства и сепак кои што ќе бидат во интерес на граѓаните на општина Кочани. Имаме ние на пример намалување во делот на купување на информатичка и видео опрема за потребите на општината. Имаме намалување во изградба на капацитети на енергетиката. Имаме намалување од 9.430.000 денари во изградба на улици, патишта и автопатишта. Значи, тие средства, доколку ги искористиме за било која од овие намени, ќе биде многу покорисно за секој од нас. Наместо нечии лични фрустрации да бидат ставани пред Советот на општина Кочани врз основа на тоа да одвојуваме средства за такви намени. Од општинската администрација рекоа дека планираните измени во поодделни ставки на буџетот нема негативно да се одразат на реализацијата на планираните проекти, посебно во делот на инфраструктурата. Значи, сите други проекти остануваат, кои што се донесени со развојните програми, дори имаме изголемување за други две улици кои што со измена на планот на јавни набавки се влезени. Значи, само намалување во кружниот тек, а во делот на програма уредување на простор во рурални подрачја, тој е планиран на 3 милиони денари, имаме намалување за 600.000 денари. По нашите пресметки сметаме дека тие средства ќе се доволни за реализација на планираното. За запирањето на донесената одлука за ребаланс на буџетот, Советот повторно ќе расправа на седницата што е закажана за впеток. Останува дилемата за оправданоста на трошењето средства во висина од 500.000 денари за одржување на референдумот за прифаќање или не на бегалците.